Почитувани добровечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини. По неколку часа одмор од изборната вечер, повторно во живо во студиото на Канал 5, а вечерва резултатите ќе ги анализираме со Ѓулистана Марковска, добровечер. Добровечер. Ристо Никовски, добровечери за вас. Некој ќе каже дека подолго време не сте биле во нашето студио, ви благодарам што ја прифативте поканата. Тоа е моје задоволство. Да. Благојче Атанасовски, добровечери за вас. Вас ви имавме во вестите, исто како и Љузин Фаризи, благодарам и за двајцата. Ред е да кажам, нели за гледачи дека Умер Мухамеди беше договорен за оваа вечер да гостува, меѓутоа поради здравствени причини овој пат, втор пат ни откажа во рокот 20 дена, меѓутоа тука е Љузин Фаризи, благодарам што за толку кратко време одговоривте на Ви позив. благодарам за поканата. На мојот другар Умер му имам кажано дека после изборите се слоши, тој не ми веруваше, еве денеска се потврди. Добро, сега не знаеме официјалното оправдување дека поради здравствени причини пред неколку часа не извести. Благодарам што дојдовте. Благојче Атанасовски, што за вас е најголемо изненадување на овие локални избори? Тоа што кандидатот на Левица ќе влезе во втор круг на Скопје или тоа што Влен има поголем број градоначалнички места од прв круг освоено од ДУИ? Првото е за мене најголемо изненадување, бидејќи анкетите покажува неколку процентна предност на коалицијата формирана околу ДУИ во однос на коалицијата Влен и покрај тоа што на советничките листи коалицијата предводена од ДУИ води со околу 23-4 гласа. Влен во првиот круг има повеќе освоено градоначалници, води условно кажано во повеќе општини, што дава поголема предност. Исто така е прилично пријатно изненадување за самата политичка партија Левица влезот на нивниот кандидат Амар Мециновиќ во вториот круг, но релевантните анкети покажуваат дека за 1-2 процентни поени водеше Амар Мециновиќ пред Каја Шукова, така што тие се двете условно кажано најголеми изненадувања. Ако гледаме од аспект на другите изборни резултати, мислам дека немаме поголеми подрастични изненадувања. Некои велат сега од различната диоптрија дека владачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН е паднала за околу 140.000 гласови во однос на минатогодишните парламентарни избори, но ВМРО-ДПМН е апсолутен победник во главниот град Скопје, скопските општини со исклучок на општина Центар и општина Карпош, каде што се очекува интересна битка во вториот круг и ни сите поголеми општини во републиката. На што се должи падот? Практично ке сите партии. Па вака, јас мислам дека ВМРО-ДПМН го има биолошкиот минимум условно кажано. Многу добро ги знам резултатите на сите политички партии во овие 35 години. ВМРО-ДПМН кога има изгубено на најголемиот пораз на таа политичка партија во историјата на Македонија на 15 септември 2002 година има освоено 300.000 гласа. Никола Груевски има победено 2006 со 300.000 гласа, сакам да кажам тоа е биолошкиот минимум. Значи имаме 300.000 традиционално гласачко тело на ВМРО-ДПМН. Најголемиот пораз мене ако ме прашате го доживеа СДСМ, бидејќи СДСМ доживеа условно кажано пат на гласовите под нивниот биолошки минимум. Се сметаше дека СДСМ под 200.000 гласа не паѓа, тоа беа поразите на Радмила Шекерински и Владо Бучковски, се случи условно кажано чудо на минатите избори паднаа до 153.000 гласи. Многумина веруваа дека тоа е допрено дното за оваа политичка партија, дека под тоа не може да се оди. Се отиде и под тоа за околу 30.000 гласа СДСМ падна доле, што е запрепастувачки за мене е беневолентноста на реакцијата на би го рекол така наречениот лидер на СДСМ, кој апсолутно одбива да ја прифати реалност и вели дека тоа не е пораз, односно и на лошиот резултат, тој гледа добри трендови на зголемување. Да, тие ќе анализираме тоа. Тие изјави се заслужуваат посебна анализа. Сака, тоа, например, Левица исто така и покрај тоа што... Дали Левица според вас, некој кажа дека е колатерална добивка поради слабиот резултат на СДСМ? Да, сега ќе ви кажам зашто. Левица, например, ако направиме компарација, и Левица има пат на гласовите. Многумина сметаа дека Левица од избори на избори постојано оди нагоре, има нагорен тренд и тоа беше до овие избори. Сака да каже дека климаксот партијата го донесе? Веројатно да, бидејќи на минатите парламентарни избори има 67.000 гласа. Многумина веруваа дека ќе имаат повеќе од тоа. Гледаме дека се вратија за 10.000 гласа, но како што кажавте вие, имаме пат околу условно кажано 200.000 гласа на етничките македонци или 200.000 гласа помалку во така наречениот етничко македонски политички блок, споредбено со изборите на 8 мај минатата година. Значи гледаме условно кажано
кажано апатија или делумно разочарување на етничките македонци кои гласале за политичките партии ВМРО-ДПМН, СДСМ, знам и Левица и останатите, и имаме исто така 50.000 поништени гласачки ливчиња, што е огромен револтен број. Вие ако го ставите тоа на куп, тоа ви се 5-6 пратеници пред. Добро, ви благодарам за сега. Фаризи се не дека сакам многу да ве фалам, меѓутоа да ја задржам ли објективноста, меѓутоа повторно погодивте околу резултатот во условно кажано албанскиот политички блок, кога сите оние анкети покажуваат дека дуи како што велеќе прегази на овои избори, гледаме едни поинакви трендови, нешто што практично вие го предвидовте. Јас сум човек што никогаш не ги гледам анкетите, никогаш. Немам ниту пиар агенции или истражување во пазарот, да не кажам, на гласовите, туку јас се водам од реалното, тоа што го гледам во теренот, од митинзите, од програмата и начинот како функционираат албанските политички партии, а и за македонските условно кажано политички партии. И делумно, односно во вашата емисија тука, мислам дека Јана, вашата колешка, изјавив дека за Чаир разликата ќе биде меѓу 3 и 5.000 гласови, тоа се потврди и дека гласовите нема да бидат разликата над 20.000 гласови помеѓу Влен и Дуј, односно коалицијата, нивната коалиција, и тоа се потврдуваше. Но сакам нешто да се поврзам со мојот благојче соговорникот, што ги утеши Дуј дека има 20.000 гласови плюс во ниво на Републиката, но да не забораваме дека синоќ ги изгаснаа сите буквално штабови во ниво на држава и дури има одредени места кај тие лидерите воопшто ниту се им се заблагодарија на тие гласови што ги имат. Земно јас ги гледам денеска, ги гуглирав по социјалните мрежи, буквално или кандидатот се жалиле, или му се заблагодариле кандидата, а лидерите буквално никаде да ги немат. Тоа ми е зборот за Али Ахмети, Армен Таравари и Зијадин Села. Но замислете колку е важно гласот на народот. Замислете Дуј да изгубеше, пример, или да го ставиме во опозиција, или да го ставиме со 20.000 гласови во пред 10 или 15 години. Ние ќе мислевме дека тука ќе ја почнат тие војната. Денеска тие изгубија 2024 ги оставивме во опозиција, односно владата, сегашната влада, и сега се мобилизира од сите страни народот, без разлика дали се македонци, албанци, турци, власи и така натаму, и ги победивме. Тие знаете што сака. Денеска сака да направи вчера, односно со тие гласови денеска да му пат политички атентат на државата, бидејќи нивната цел е да земат 140.000 гласови и со тоа да ги победат сите можни општини низ државата или па да одат во втор круг со поголем број гласови, се со цел да се покажат дека тие се решавачки, односно дека тие се одлучувачки за нашата држава. Но граѓаните одлучат тие да се пензионираат одредени политичари, дали ќе се пензионираат или ќе фатат уште да си терат во собранието таму да си земат по една плата и да си седат дома или да спијат како едно од тие лидерите преку ден спие. Така што кој спие преку ден? Има тие, Зијадин Села не може да го станат до 2 за да иде во кампања. Така кажат неговите информации. Па јас имам секде луѓе, ме разбираш, и ме информира. Дури јас се зафркавам дека информациите ги имам пред АНБ. Се зафркавам бидејќи имам луѓе сегде другари. Знаете Зијадин Села кога ќе стане пред да легнете. Да. Не, но знам дека имат проблеми за да ја прават кампањата бидејќи не станува рано савале како другите лидери, особено како Ахмети. Тој многу рано станува, но синоќ многу рано и легнал да спие. Значи, едно е важно, дека граѓаните победува вчера и општините ќе бидат сигурни раци на луѓе кои помалце, односно луѓето кои не прават криминал и корупција. Тоа е многу важно. Да не заборавам дека ВМРО-ДПМН во минатото ги водеше општините, но еден скандал немаше. А во албанските општини мислам дека секој втор трет ден иде по еден скандал, но вие не можете да ги пратите бидејќи можда и јазикот е пропеченост, но јас ги следам цело време и знам како тие функционираат и сега не е важно толку дали ние ги следиме, претпоставам дека обвинителството треба да следи тоа. Тие не се замарат со тоа работа. Тие се нивни луѓе, како ние знаеме како функционира јавното обвинителство и судството, така ние треба сега да се фокусираме со владата, а и ние граѓани треба да имаме надеж дека ќе биде поубаво, особено со тие општини
каде криминално владееле или неодговорно владееле, мислам дека ќе имаме барем почисти општини и имате нешто да по-перспективни. додадете? Па, јас мислам дека различно ќе се толкуваат гласовите во етничко албански Господин Ликовски, во меѓувреме молам повелете. Да. етничко албански политички блок. Тоа е точно дека Влен води во поголемиот дел на општините, но дуи мислам дека согласно нивната реторика ќе кажа дека се победници на условно кажано етничко чистите советнички листи. Од таа гледна точка ќе се прогласат победници и тие, така и предвидев. За да коментираме на пример дека не знам, ќе се водат честно општините или институциите кои ќе ги предводи Влен, мислам дека тоа е малку наивно, од проста причина што еве градоначалникот на општина Чаир, кој е сега главен против кандидат на ДУИ, беше во 3 мандати токму градоначалник избран од редовите на ДУИ, подпредседател на ДУИ. Во дадениот момент ДУИ може да го обвинува него за криминал, а истиот тој човек беше еден од најблиските соработници на Али Ахмети, така што реториката кој е криминалец, кој е чесен. Добро, кратка реплика и да направиме ротацијата. Тоа е многу смешно и е веќе видено во македонскиот политички фолклор. Да е така, целото јавна организација го контролира опозицијата, ќе му тоа дома, бидејќи му го дограјчи политички Али Ахмети, ќе одеше он, ќе го ставеше у затвор, ти гарантирам за ова, но немаше докази да повеќе. Не кажам дека честно, да. Институциите додека институциите не донесла некоја прво. Не, ја него инсинуирам дека е криминалец. Сакам да кажам колку е беневолентна македонската политичка сцена. Од ДУИ има обвинување кон Изет Меджити дека правил дивоградби и е криминалец, а истиот тој бил во 3 мандати избран од ДУИ. Доколку не бил сега противник на ДУИ, да бил од редовите на ДУИ. Сакам да се надоврзам само ќе можете и од место. Слободно, да. Господин Ликовски, повелете на кратко. Некој од вчера од ВМРО ДПМН синоќа по објавувањето резултатите кажа дека приказната со ДУИ е завршена и дека претпоставал според нив Ахмети треба да биде пратен во политичка пензија. Добро, тоа е реториката позната на ВМРО ДПМН. Мислам дека дефинитивно ДУИ се соочува со најголемиот изборен удар или изборен пораз во овие 23 години колку што постои како политичка партија, и тоа е нормално. ДУИ безмалку само 2-3 години од своето постоење беше надвор од извршната власт и покрај тоа што тие велеа дека цело време го имаат легитимитетот кај албанците, постојано перпетуирајќи се во власта, победуваат од изборен циклус во изборен циклус, прв пат се соочуваат со ваков, еве да кажам, изборен револт или изборен жолт картон, можеби тоа ќе биде еден вид на почнување на возот да оди во удолница надолу и ќе видиме на наредните парламентарни избори дали на вистина ДУИ ќе потоне или можеби ова ќе биде еден вид на консолидација на партијата, но да, се согласувам апсолутно дека Али Ахмет има сериозни проблеми со тоа што веќе Бујар Османи е еден вид на истрошен политичар, заминувајќи во пензија. Артен Груби, Крешник Бектеши. Господин Бистана, повелете прашање. Една куса реплика. Видите, прашањето на дивоградбите во Македонија е општа болест и тоа беше општа пракса секаде. И се уште е. Иако се обидува власта на разни начини да така тоа го контролира, да го реши тој проблем се уште не е решен. Така да мислам да генерализираме со дивоградбите што било пред 5-10 години, тоа не е објективно и реално, во Македонија колку и вела дека и преку 200.000. Добро, ма знаете Арцовска што правеше? Мислам тоа беше наметната како тема. Тоа беше чиста пропаганда, разбирате, чиста кампања. Тоа беше владење на ДУИ преку Данил Арцовска. Кампања беше, разбирате. Така да велам, тоа мора да се гледа малце изолирано, бидејќи Македонија тоа прашање уште не го има решено и има проценки дека преку 200.000 објекти во државата се дивоградби, покрај сите легализации кои ги направи. Добро, Али Ахмети политичка пензија да не и зошто? Видите, крајно време е. Мислам дека Сега не вашата лична желба, прашувам како политичка анализа дали може такво нешто се случи. Не, видите, ако постои одговорност, морална одговорност како цел свет што постои, која ќе претрпиш пораз на избори, треба се повлечеш. Сега гледаме дека представникот на македонската опозиција вели не доаѓа предвид никаква оставка, дека ќе реформира партијата и така натака. Кога се губат избори, прво и основно се даде оставка. А ова ДУИ факт е дека ги изгуби изборите и тоа мислам не е дилема, не е прашање на личен афинитет, него прашање на морал. Да, има шанси во вториот круг нешто да се промени или таа тенденција ќе продолжи?
Па јас мислам дека нешто ќе се промени од аспект на тоа дека ќе се мобилизира комплетно опозицијата и дури можам да очекувам и немири, особено во тој дел на албанскиот корпус на гласање, од причина што ДУИ ќе гледа на секој можен начин да се спаси од овој тежок изборен дебакл. Ама со студентите пропаднато уште толку. Да, ама тоа ние го велиме гледајќи од нивната диоптрија, од нивна гледна точка можеби не, и покрај тоа што покрај толку долго владење, една толку лоша реторика која што за среќа не ја прифати албанскиот корпус, односно албанската етничка заедница, оти наративот беше или победуваме или се фаќаме за пушките. Добро е што во Македонија таа тенденција веќе не е можно. Ниту можете македонците, ниту албанците да ги натерате, ниту било кој друг да се фати за оружје за нешто што се решава на маса. Така да во Македонија етничка војна не е можна од причина што таа веќе заврши. Рамковниот договор е потпишан под меѓународен надзор, се имплементираше во уставот и тоа е завршена приказна. Како ќе се истиот договор ќе се реализира, зависи од партиите на власт. И тие се тие кои што кажуваат ние сме задоволни или не, впрочем за тоа постојат. Морам на кратко до Фаризи имаат шанси за некоја таква само да ви кажам дека се фаќа за пушки, не може да се фатат за пушки, бидејќи тие се фатиле за богатството. Додека го имаш богатството, не можеш да се фатиш за пушките. Не се рискира тоа. Тие не може да ги рискират, односно да го избават целото богатство. Многу жртвувале во 2001 година за после да дојдат од команданти меѓутоа ако земете дека целото обвинителство и судство е поставено благодарејќи ние видовме и слики во времето кога владееше ДУИ и дека вие тешко ќе најдете обвинител кој што е поставен од нивна страна или судија да потпише обвинителен акт или не дај Боже правосилно судско решение со кое што на некој ќе му одземете целата имовина стекната на незаконски начин, токму заради тоа покрај сувото гори и сировото, па ние во овој момент велиме имаме 2% во селото судство. Тие го загарантирале тоа од таа страна со нивните партиски послушници, а од другата страна дека ќе го земат тие пушката, тоа пушка нема да земат, ќе се борат до крај да си го сочуваат богатството, меѓутоа доколку во државата немаме ништо од она што беше ветено во смисла на било какво редефинирање на судската власт, тука не значи комплетно да се меша политичката власт, односно извршата во судството, туку да остави да изгори куколот, а не да изгорат и добрите суди и обвинители. Видите, тука има уште една димензија околу пушката, разбирате. Тоа што се случи во 2001 година и сега е под контрола на меѓународниот фактор. Во Македонија се што се случува од почетокот на распадот на Југославија и независна Македонија е под директна контрола на странскиот фактор. И една од нашите најголеми грешки политички како држава е што од самиот почеток ние ги слушавме странците, а немавме своја стратегија, немавме своја политика и затоа дојдовме до ова дереже. На меѓународниот фактор не му одговара се никакво расстройство, да речеме, во Македонија, никаква нешто, нарушување на безбедноста, така да, од таа гледна точка, можеме да бидеме сигурни. Велам, сите тие големи политики да гледаме сега за изборивите, работата е да државата да покаже демократска зрелост и како го организираше првиот круг на изборите, мирно, некој вика скандинавски, без никакви проблеми поголеми, да поминеме и во вториот, така тоа е целата приказна, не меѓународниот фактор што и целиот тој вординг околу, користење на речникот околу заканите за некаква меѓуетнички судири, за вознемирување, ако сакате, и за нестабилност во државата, беа само една Паризи тоа се заплашување на луѓето, нема потреба празна политичка реторика. Не, меѓународниот фактор има 2-3 години, тие не можат ни да го спомнуваат. Не е името на ниту на САД, ниту на Европска унија, бидејќи кога тие ќе излеза по пресконференции или во секое појавување по медиумите или со друштво со своите нивните клиентелисти, цело време каже САД, Европска унија, нашите пријатели, сојузници заедно. И на крај очигледно тие сфатиле дека станат сите мултимилионери, па ги запрале, не можат ни да го спомнат, ги имате изјавите што кажуваат, освен НАТО, бидејќи сме член на НАТО, ништо друго не можат да спомнуваат, тој на некој му им забранен сигурно, така што е добро што му им забранен, но од кога станците им забранен да ги спомнат нив како сојузници, тие почна да пропаднат како политичка партија. Трагедијата е што јас мислам дека ДУИ беше таа политичка партија која условно кажано со помош на тој меѓународен фактор во 2008-та наметна еден принцип на условно кажано коалицирање во власта и формирање на владеачка коалиција
помеѓу победниците во така наречениот етничко-македонски, етничко-албански политички блок. Тоа е непишано уставно правило во уставот, така не беше, тоа беше политички принцип и наратив наметнат од ДУИ. Истиот тој принцип кој условно кажано тогаш со меѓународниот фактор го издействуваа да го применат во македонскиот политички систем како фелер, истиот тој ДУИ го прекрши во 2016 година и мислам дека тука сами се приигра и се прегореа, барајќи го условно кажано легитимитетот на албанците. Јас постојано велам, Македонија е унитарна уставна демократија. Влада формира тој што ќе има 61 пратеник во мнозинство во собранието на Република Македонија и тука прашање за легитимитет на македонци, на албанци, на турци, на власти апсолутно не станува збор, бидејќи треба да се формираат коалициски влади врз база на идеолошки премиси, а не на етничко подвојување. Делумно се согласувам со тебе. Само секунда. Марковска, вие се согласувате сега дека практично со овој прв круг на избори дека главниот аргумент на ДУИ кој што го пласираше изминатава година и пол дека тие биле единствениот релевантен представник. представник на албанците во Македонија, дека сега тој практично беше главен аргумент, сега е поништен тотално. Сега е поништен, меѓутоа за тоа зборува и големиот молк на ДУИ. Иако имаме една грешка во која што постојано повторуваме дека гласовите на последните парламентарни избори ги броиме со гласовите на локалните. Тука имаме комплетно различен тип на гласање. Од причина што вие можете да гласате за градоначелник на една партија, а да гласате за советничка листа на друга партија, заради тоа што тука се решаваат локални проблеми. Ставајќи го тој корпус на гласови ист, ние правиме голема грешка и плюс грешката е во тоа што ние имаме неразчистен избирачки список во кој што доминираат многу луѓе кои што во државата де факто не се присутни, така да и таа 50% на излезност се става под знак на прашање. Многу е вистинска онаа која што имаме во државата отколку фиктивно во бројките, заради тоа што тоа се луѓе кои што не се присутни во Македонија, а беа ставени како резиденти дека живеат тука. Во тоа се согласува, меѓутоа во врска со доминацијата на ДУИ, нели така, тие цело време прокламира, на која, нели така, со која се гордеат. Еве ќе ви кажам дека на овие на локалните избори во 2021 година ДУИ имаше 105.000 гласови или 11,62%. БЕСА имаше 2,5%, Алијанса на албанците и алтернатива 7,6. Тоа се веќе 11 скоро, а ги имаме и ДПА со 1%. Значи, другите де факто беа, ако не појаки од ДУИ, беа равни на нив. Не, јас мислам дека Господин Фаризе, повелете, тука сакам со вас да направиме една анализа околу случувањата во Кичево, еден интерес на општина, ве молам и вие. Кажете ми, ајде, само да се надоврзувам. ајде, една минута во прашање. Бидејќи секогаш албанците гласале по опозиционерски, но ДУИ секогаш ги користил тие, да не кажувам, ајдутските начини на договарање со другите политички партии. За жал ние сме имале Вечер вас те инспирирам. Па заради со не умеет. Секогаш е инспириран, секогаш е одличен. Не, јас не дека сум инспириран, но сакам да ја кажам вистината. Секогаш во македонскиот блок ДУИ, да не забораваме дека секогаш со еден или со двајцата партнери и со ДСЛМ и со ВМРО имаше тајни коалиции и така ги победеше албанците во ниво на општините. Но после 22 години се појавил некој разумен човек во државата кој им кажал стоп, не можеме да преговараме со тие што сака да ја уништува државата. Се појави Христијан Мицкоски, тоа што го ветеше во 2024 година го оствари и затоа и победи на овие избори. Дополнително и ДУИ сега не го поддржува, но го поддржува влијат во сите општини, и победија тие. Односно, бидејќи денеска, знаеш кој што прашуваат? Кој е градоначалникот на општината? Не прашуваат кој земал повеќе гласови во општината, ќе видиш како ќе се промени времето за некои 5-6 месеци во сите општини мнозинство ќе има вреди. Ти гарантирам, пошто ги знам како функционираат Ма тоа секаде функционира, власта ги прибира тие што особено овие кои ќе мислат дека никогаш не можеш да дојдат на власт, тие ќе се обидуваат таму да се пазаруваат, пошто кај нас знаеш како се пазаруваат помалите политички партии. Но јас мислам дека Влен направи една, според мене, не е лојалност кон ВМРО-ДПМН. Знаете зашто? ВМРО-ДПМН ги поддржи речиси на сите општини кај можноста да добие од ВМРО-ДПМН кандидат не може. Особено во Тетово, Чаир и во Струга и така натаму. Мислам дека Влен требаше барем во град Скопје да не номинира
кандидат за градсовет, да не намалиш кандидат за градсовет, денеска ќе имавме ние би градсовет било во Скопје. точно, И тоа е факт. немавме да ги мачиме уште еднаш, особено во тие општини како на прв круг го имате решено тоа. Тоа е првото. А вториот момент што се поврзува со Кичево, сакам да се надоврзам. А само момент. Ама Пред да отидеме на Кичево имам посебно прашање. Па затоа и победи во прв круг кај Изет Меджити, да не заборавиме дека Атанасов, половината на ВМРО е токму Уште една само забелешка. 15 секунди. Вториот круг е безсмислица. Изборите треба да бидат во еден круг, не само локалните и парламентарните, председателските. Вториот круг е губење на време. Ако народот излезе и гласа и еден добие најмногу гласови, тој треба да биде избран. Зашто втор круг, па тамо се прават ценкања, преговарања, договарања, корупција,